На овие наши најмлади пријатели, играјќи го своето игри во секојдневие, најверојатно никогаш не им паднало на памет да се запрашаат зошто им е топло во својата градинка, како доаѓа до нив топлината, каков другар им е радијаторот. Или по кои и по какви патишта доаѓа водата во чешмата со која другаруваат овде или дома. По некој пат само забележуваат дека нема вода и како воопшто да не бараат одговор. Тоа истото важи и за светилката, која уште повеќе им ја развеселува играта. На вакви и на многу слични прашања ќе одговори нашата камера, која неколку дена тргна во потрага по тие невидливи чичковци, кои ни доведуваат електрично осветление, вода, парно греење, тука кај нас. Згаснувањето на светилката, нејзиното разболување, не натера да го побараме електричарот. Јавено ни беше дека тој ќе дојде, но ние тргнавме по еден друг електричар во една стамбена зграда што сега израснува. Овде се наоѓаме крај едно електрично срце на една стамбена зграда, каде што, ете така популарно можеме да наречеме, се наоѓаме на многу крстосници, со многу семафори, со многу главни електрични и патишта, се разбира и електрични и споредни патишта. Како тоа стручно можеме да го наречеме и од кај би почнале? Ова е една главна разводна табла од која се разгранува целата електрична инсталација за една стамбена зграда, поготово овде кај е за еден влез од стамбената зграда. За секој влез имаме посебен главен довод, тоа е овој довод. Да. Тоа е тој главен довод кој доваѓа на главниот струјомер преку кој се мери електричната енергија. Исто така имаме за секој стан посебен струјомер во разводната табла и имаме струјомер за заедничка потрошувачка, за тие се заедничките простории, клупскиот простор, степеништето и скалите, значи подрумите, све што припаѓа на заедничка. Да, везбите. Потоа тука имаме исто така ова една од посовремени табли, каде што има исто склопки за одвојување со агрегат. Во случај на нестанок на струја, тие се овие склопки кои автоматски ќе уклучат агрегатот за степеништето да би имало светло, да може без ометање да се сивнат луѓето, а исто така и лифтот ја приклучен на тој агрегат. Значи лифтот не може да затаи во случај на нестанок на струја. Да. Тоа се уклучува автоматски преку склопките. Од тука потоа иде инсталацијата на осигурачите. Зошто служат? Тие осигурачи се да го заштитат доводот од главната разводна табла до станската разводна табла. Во случај на нестанок на струја, на куса врска, во случај на преоптоварување, ќе дојде до изгорување на осигурачите и е спречено од квар на уредите на инсталацијата. Значи тој дефект не може да предизвика несреќа? Не може да предизвика несреќа во случај пожар, пренапонина, куса врска и тие работи. Од овде после иде на излазните клеми во кои се приклучуваат сите доводи за становите, исто така и за лифтот. Доводот за лифтот е тука. Сите подрумски. Ова е за лифтот, нели? Да, тој е доводот за лифтот. Доаѓа на трите извода, тие се негови осигурачи и горе има посебна. Потоа идат за секаде има, освен на степеништето, има посебни разводни табли, кои се викаат стански разводни табли. Исто така има посебна разводна табла за лифтот, горе во лифтовската кучичка. Значи од тука се транспортира струјата до другите разводни табли, каде што исто таму има
osigurači za sekое električno kolo, posebno za bojler, za grejalico, za svetlo, tije se восстановити. Практично од овде се напојува еден влез Еден- и сите станови што се наоѓаат Što se во navađa тој vo влез. toj vles. Lifta, I vo slučaju na defekt? Kusa vrska, ќе избие осигурача кој е Тоа се овие доводниот- осигурачи, да, нели? пробојна изолацијата на доводните каблови. А во случај на квар горе на електричните уреди има други осигурачи, што значи не мора станарот да се сивнува доле да отклоне, него си има во својот стан своји осигурачи и Внатрешноста на тие осигурачи изгледа вака, нели, како овие. Да, исто, истите се. Можеме да Истите се. погледнеме еден. Тука се капите и патроните на осигурачот, каде што избива во случај на преоптоварување, зависи од номиналната струја, за кои осигурачи имаме осигурачи од 35, 25 амперски, 10 амперски. И во случај да дојде до куса врска или преоптоварување, првин ќе избие тој од 10 ампера, затоа во станските табли се помали патрони. Значи овде се стануваат Поголемите, поголемите, да, значи, повозрастните, а да. таму помалечките. Помалете. Електричарот, водоводжијата, монтерот на парно грејење или климатизацијата, под едно име се наречуваат инсталатери. Нив ги познавате вие, ги знаат постарите. Зашто токму тие секојдневно се присутни меѓу нас. Нашата потрага по нив тргна од монтажно-инсталатерската организација на Здружен труд Инсталатер од Скопје. Веднаш ни беше речено дека инсталатерите, луѓето што не ги гледаме во изградбата на нашите домови, се наоѓаат во зградите, во становите. Ако сакате да се сретнете со нив, треба да појдете во стамбените згради, ни рекоа во оваа позната работна организација. И тргнавме. Многу мина, помисливме, можеби никогаш не го поставиле прашањето за јунаците на водоводот, канализацијата, санитарните уреди, електроинсталацијата, централното грејење и климатизацијата. А тие се тука, крај нас, секој пат дежурни. Растењето на една зграда, независно каде таа се наоѓа и како се вика, особено во едно семејство сместено во современа архитектонска фамилија, не може да се замисли без инсталатерите, односно заедно со градежните работи, како основотемелник на поставувањето на зградата, придружните градители притекнуваат истовремено во помош на нејзиното растење. Зашто без водовод, канализација, санитарни уреди, електрика и климатизација, не може да се зборува за една современа зграда, независно дали тоа е стамбена или било која друга. Зашто понекогаш, кога ќе ни се причини, една ваква зграда со особена своја гордост се извишува пред модерните соседки. Одговорот е сосема јасен. Новата зграда е со нова идеја, со нова облека, со трудбеници кои на својата сакана социјалистичка самоуправна заедница сакаат да и подарат уште еден подарок од се срце. Нека расте, нека се разубавува татковината, велат градителите, велиме сите ние.
Улицата можеме сосема добронамерно да ја разбереме. Таа може, а подобро е да речеме и мора, најпрви да изгледа вака. Зашто низ нејзините гради треба да се проткајат водоводот, канализацијата, топлодалеководот или парното грејење, електричните и другите комуникациони каблови. Овде се разбира се е направено во ред и граѓаните воопшто не треба да се загрижуваат. Се ќе стигне до нивните домови, до нивните работни простории. Градите на оваа улица утре воопшто нема да и се гледаат. Растењето на зградите, населбите не можат да се замислат без стручните консултации или, најдобро речено, договори меѓу инсталатерите и стручњаците, раководните луѓе во работната организација, кои притекнуваат на помош за секој настанат проблем. Трудбениците тоа добро го знаат, зашто тие се самоуправувачи во самоуправните органи на својата работна организација, бирачи и бирани. Се што прават за организацијата, прават и за себе. Овде се наоѓаме во едно недовршено купатило, сушност купатило во изградба. Овде се водоводжиите кои што од главната водоводна шахта водата треба да ја спроведат до тука. Зошто си станал водоводжија? Јас водоводжија сум постанал уште као мал, као дете, и во нашата зграда работеа мајстори, гледам како доаѓаат и работат. И мене некако ми се засвиѓа занатот дека... Се допадна тој занат? Добар е некако. Интересен е, вода пуштаат едно, се затвара и мене тоа ме повлече во и затоа постанав. И што заврши? Јас завршив средно, код се металец, за на 3 години кој беше. Меѓу време одев и на пракса во исто предпријатие кај што денеска сум запослен и така. Што е најинтересно во овој занает, водоводжија? Па, најинтересно во овој занает е, мислам, начинот на изведбата на спроведувањето на водата до потрошачот. Мислам, тие фази, тоа иде по фази, прво канализација, па водовод, па после санитарните уреди на крајот. Мислам, тоа, накусот тоа би било најинтересно. Добро, кога ќе се случи дефект, на пример, и тогаш најнормално е прв виновник е водоводжијата, нели? Точно ли е? Тачно е, и тука најчесто доаѓаат до поплаки од станарите. А мислам, што прави водоводжијата, штом ќе настане дефект? Штом ќе настане дефект, водоводжијата е должен во најкус рок да го отклони дефектот. А како го отклонува? Па се затвара водата, значи причинителот, водата, потоа се пристапува, ако накој прсната цевка, да речеме, се демонтира, се убацуваат здрави делови и потоа пак се пушта. Или ако нешто скршено се заменува и слично. Се што правиме, велат трудбениците, правиме во името на тековините на нашата револуција и во името на сите паднати жртви на хероите. Како социјалистички патоказ, тие тргнуваат во работните победи. Селото, населбата, градот да бидат понови, поубави, посовремени. Како изгледате здружени, ги прашуваме. Многу посилни и вака здружени братски, независно од кое место сме,
Исти сме, велат тие и додаваат, братството и единството, непроценливото благо од нашата револуција, за нас, вработените од над 500 во овој колектив, е учебник како да се гради татковината и како треба да се брани ако затреба. А познато е дека татковината се брани со љубов, со градба. Каде ли уште не ќе ги сретнеш трудбениците наречени инсталатери, водоводжии, стручњаци за канализација и санитарни уреди, електричари, монтери за централно парно и топло далеководно греење, монтери за уреди за климатизација. Како што видовте и слушнавте, ќе ги најдеш таму каде што станува и работи човекот. Овие снимки се направени во една зграда која што утре ќе биде фабрика. Не е важно каде таа се наоѓа. Во Гевгелија, во некоја живинарска фарма, во Делчево, Белимбегово, Врање, Владичи Хан. И не мора да биде фабрика за ова или за она. И не мора да биде фарма. Еве, нека не биде и болница. Што и да биде, велат трудбениците, нека биде. Таму каде што има живот, таму каде што треба нешто да произлезе како производ за животот, тука сме ние. Имаат и право, сосема. Зашто без нив навистина не може да се замисли никаква градба. Оваа современа фабрика без нив не би била тоа што ќе биде. По неведливите, таинствени, мислиме на потоа покриените патишта, остануваат илјадници работни часови, кој знае колку капки на протечена пот, многу шеги и издивнувања, многу работна љубов и желба што побрзо да се стигне. Колкава љубов низ овие студени машини, цевки, кабли и лимени коридори се излила и се стопила во градбата на татковината. Колку нацрти и разработени конечни планови се реализирани овде, на лице место, како што велат тие. И додаваат. Ние, точно, водоводжиите, стручњаците за канализација и санитарни уреди, електричарите, монтерите за парно греење, како и специјализираните монтери за климатизација, што особено го нагласуваат, сметаме дека сме срцето на секоја градба. Срце што треба да проработи тогаш, кога се ќе биде покриено, кога ништо нема да се гледа, кога ние ќе заминеме на друг објект, независно во кој крај на нашата земја. Вклештени со ламарината, челичниот здив, бучавата на разбрефтаната машина, таинственото пиштење на апаратите за заварување, надворештите довикувања, моменталната тишина сред челичното одденување, тие, инсталатерите, нашите почитувани јунаци во оваа вистинска инсталатерска приказна, се чувствуваат многу горди. И сосема имаат и право. Градејќи го своето општество, се изградуваат себе си, стануваат уште посилни, за уште една педа поголеми. Нели е така?
Нивниот колектив, работната организација Инсталатор од Скопје, скоро 25 години ги обединува. 500-та ги прави како еден. Нивната документација, фотографиите, зборуваат за еден непресушлив растеж, за едно трудбеничко другарување, за еден социјалистички самоуправен колектив кој, како што вели генералниот директор Живко Милановски, може да изврши и најкомплицирана задача. Трудбениците оставиле своји траги, своји спомени во многу објекти ширум целата наша република и надвор од неа. Од нивните раце расте еден град, а не се гледаат нивните раце, не се гледа нивната љубов. Всушност, тие се присутни меѓу жителите, во бетонските ѕидови, меѓу тулите, цевките, кабловите и радиаторите, во светилките и испусните вентили. Знаат за нив и при секој дефект ги повикуваат на помош и им се заблагодаруваат, понекогаш и забележуваат. Но, велат инсталатерите, ние сме секогаш тука, само треба да се најдеме. Едни сме на еден, други на друг објект, многу подалеку од овој град. Не има и тука се разбира, и само треба да ни се јави. Што се однесува до дефектите, тие биле и ќе бидат. За вас сето тоа е невидливо, но за нас дефектот веднаш е јасен. Знаеме од каде и по кои патишта минува, за што станува збор и каде треба да се даде лек инекција. Ништо нема неизлечливо за нас. Тоа е само еден дел од вистинската инсталатерска приказна, чии главни јунаци се водоводжиите, електричарите, монтерите на парно грејење и разновидни апарати за климатизација. Нивното знаење, трудот и љубовта кон избраната професија се вткаени во новата зграда, во новата улица, во новата населба, во новиот град. А сето тоа е љубов кон својата татковина, за да изгледа поубава, посреќена.